Почитувана Ваша Екселенција, амбасадорке. Данас, почитувани представници од амбасадата на Соединетите Американски држави, почитуван директоре на Бирото за јавна безбедност, почитувани колеги, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Ми причинува големо задоволство што и денеска, како и во многу слични пригоди претходно, имам честа во име на Министерството за внатрешни работи да ја примам оваа вредна донација. Во суштина, овој пат станува збор за две донации. Првата во медицинска опрема и опрема за лична заштита за припадниците на единицата за брзо распоредување при Министерството за внатрешни работи, вредно околу $250,000 од страна на војската на Соединетите Американски држави преку Канцеларијата за одбранбена соработка при амбасадата на САД, и втората опрема наменета за нашиот сектор за компјутерски криминал од над $210,000 од страна на американската владина програма за борба против тероризмот АТА. Станува збор за материјални средства, за хардвер и софтвер, што несомнено уште повеќе ќе ги подигнат стандардите во работењето на овие две полициски организациони единици и се разбира, дополнително ќе не придвижат до посакуваната цел, а тоа е градење и етаблирање на кредибилна, технички, кадровски, модерна и динамична полиција, која што ќе биде подготвена да се соочи со каква и да е задача која што ќе биде поставена пред неа. Истовремено, а тоа морам посебно да апострофирам, дека и денешниот чин, како и оној од почетокот на неделава, но и мноштво вакви настани во изминативе 2 и повеќе децении, представуваат силен, недвосмислен доказ за нашето црсто партнерство со владата на САД, со нејзините институции, кои што сиве овие години во нашата самостојност ни ја даваат својата максимална поддршка и помош во реформските зафати и осовременување на капацитетите на Министерството. Показател за заедништвото во остварувањето на стратешките цели на Република Северна Македонија, наше целосно евроатланско интегрирање, а дел од овој пат е веќе успешно изоден со влезот во НАТО алијансата. Сето тоа представува потврда за заедничките вредности што ги споделуваме и за заедничките цели што ги имаме. Само за илустрација, програмата АТА, односно програма за борба против тероризмот, кај нас е присутна и се реализира уште од 1996 година, па наваму и при тоа во тој континуиран процес на соработка при нејзината реализација, зашто веќе претходно се инвестирани над $9,5 милиони покрај огромната техничко-материјална помош, беа реализирани и бројни обуки и професионални едукации на околу 600 припадници на полицијата. А севкупно во насока на професионално осовременување и надградба на полициските служби при Министерството за внатрешни работи, односно безбедносниот сектор, како еден од клучните обштествени фундаменти во развојот и просперитетот на државата. Сакал да ја споменам и континуираната поддршка од Канцеларијата за одбранбена соработка при амбасадата на Соединетите Американски држави, која што преку програмата Section 333 издвои повеќе од $3 милиони за набавка на опремата, возилата и обуките. Досега се реализирани неколку обуки. Денеска беше донирана медицинската опрема и средства за лична заштита во вредност од $250,000 А во престојниот период се очекува реализација и на други заеднички планирани активности. Оттаму, дозволете ми на крајот, уште еднаш, во свое име, во име на Министерството за внатрешни работи, да изразам искрена благодарност до амбасадата на Соединетите Американски држави во нашата земја, до владата на САД за несебичната, исклучително важна помош што ја добивме во интерес на воспоставување на модерни безбедносни стандарди и структури за успешно и заедничко справување со сите предизвици, како во поглед на националната, така и во поглед на меѓународната безбедност. Благодарам на вниманието.